Почитувани гледачи, повторно во FJ Кулинарското училиште. Нова епизода на 180 степени. Атмосферата се вжештува, влегуваме во елиминацијски циклус. Денеска со мене се Људмила. Здраво Људмила, како си ми? Ален, здраво Ален. Здраво Сара, Александар, Лилјана. Дали сте спремни за еден жесток надпревар? Дали сте спремни да се надпреварувате во нешто што сигурен сум дека многумина од вас не сте го направиле, можда и не сте ни чуле? Дали од прилика предпоставувате што ќе готвиме вака по вашите веќе подготвени намирници? Нешто што мири се на рибешко, ама со некој додаток. Сакам да најавам накратко за што ќе се работи. Ќе подготвиме едно традиционално охридско макало. Имаме одличен ментор, одличен и за совети, меѓутоа одличен и многу строг за оценување, бидејќи има направено преку неколку тони макало во својата кариера. Ќе ви откријам накратко за кого се работи и ќе подготвиме тресена пастрмка. Лиле, дали си слушнала за тресена пастрмка? Да. Така? Нели? Нешто што е класика во Охридско-Струшкиот регион. За гледачите ќе ве однесеме една авантура во Охридско-Струшкиот регион. Ќе ви покажеме многу техника, ќе ве едуцираме, уште еднаш да ги повторам правилата, се надпреварувате за 1 милион денари. Сума која што се надевам дека ќе ве заврти за 180 и ќе оставите некој печат во кулинарскиот свет во Македонија. Второ, ве оценуваме по вкусот, значи внимавајте, ќе ви кажеме на кои критични точки, внимавајте на чистотата и внимавајте на 35 минути, што се повеќе него доволни, тоа го докажавме во изминатите 2 епизоди. Не знам што ќе готвиме, се надевам да биде нешто благо примерно. Макало од компир. Тоа е умиленото кај нас. Го имам пренесено и во Бугарија, меѓу другото, рецептот и многу ме бедисува. По тоа што видов дека се спрема на масјата, мислам дека ќе биде нешто со риба, ама не знам, може и некој трик за да ни ги помести очекувањата, но ќе видиме што и да се готви, мислам дека сме спремни, веќе без трема и дека ќе биде одлично. И дами и господа, како што ви најавив, денеска со нас човекот кој што има направено досега преку 10 тони макало, Диме, ќе се сложиш. Човекот кој што негов прв дом е Охридско-Струшкиот регион, на пат да стане натурализиран скопјанец, Димитар Арнудовски, ве молам аплауз. Моментално работи во корпорацијата на Вегера и донесе еден урнек за сите да видите каква би требало да биде совршената структура, текстура и боја на макалото. Златко Таневски, најстрогиот меѓу нас, денеска е некако расположен, ама можда ќе ги измениме улогите. Денес ќе видиме како ќе оди денот. Голем аплауз за Златко Таневски. Предпоставувам некое старо македонско јадење, некој брз специјалитет за време од 30 минути. Се надевам некоја салата македонска. Почитувани надпреварувачи, сите што не гледате, сите заљубеници во кулинарството и гастрономијата, за вас денеска подготвивме охридско макало од лук и тресена пастрмка. Ве молам да избегнеме охридската пастрмка, да оставиме рибата да се размножи, за да можат и следните генерации да го дегустираат тој благодет од езерото. За вас денеска испековме калифорнијска пастрмка од рибник, која што е веќе исчистена. Икрата ја најдовме и во овој период на годината, иако охридската пастрмка на традиционален начин во минатото се подготвувала за време на незиниот мрест, декември и јануари месец. Истата се печела заедно со утробата, каде што и икрата се подготвувала идеално. Значи, доаѓала до идеална температура. Во овој случај од вас бараме да ја сварите, да не биде преварена никако, бидејќи текстурата е брашнаста и добиваме ефект на сачма, што би рекол Благоја Гадафи. Во овој случај сакаме икрата да пуцкетаво, устата да има ефект на експлозија и да смени бојата, да стане, да не биде вака портокалова, да добие една бела боја кремаста. Друга компонента, кромидот, 10 до 20% кромид бараме во пастрмката, истиот можете да оставите и свеж, можете и да го запршите, можете и самата риба малку да ја запршите, меѓутоа ова е едно ладно предјадење кое што секогаш се служи во тип на салата. Струшкиот регион има користат сува пиперка, оставаме како ваш избор да ја додадете како компонента, да не го забораваме Макдоносот
и некој вид на киселина кој што јас искрено ви препорачувам да биде лимонот, меѓутоа оставаме на вашите преференции, вашиот вкус. Околу охридското макало нема да должам, ќе му кажам на Диме добре ни дојде Добре ве најдов. ќе ни кажеш од твоја експертиза некои насоки за учесниците и за гледачите. Почитувани надпреварувачи, најважна компонента на охридското макало е добар квалитетен лук. Други намирници кои ги користиме се лимон, сол, масло. И во еден момент од подготовката се додава малку вода. Значи малку покасно ќе ви објасниме точно како да го помините тој технолошки процес. Мислам дека ќе биде интересно ако некој прави за прв пат. Иначе структурата треба да е кремаста и да е блиску до мајонез. Значи таква структура да добиеме на самото макало. Бојата е бела, може кај некого ќе излезе малку кремаста, тоа е се во зависност од дотурувањето на вода, лимон, масло, али тие работи ќе ги оценуваме во секој случај. Треба да изгледа така. Прашања? Можеме ли да пробам? Секако, Да. кој сака, повелете, може да го пробате. Ова е домашно макало, предпоставам, шефе. Да. Изработка на Диме, слободно. Сара, дегустирај како би требало и у која насока би требало да се движи вашиот вкус. Земи се лажичката со тебе. Александар, повели. Пробај, дали имате прашања околу тресената пастрамка? Па најмногу во врска со текстурата. Текстурата, рибата е веќе подготвена идеално. Ваше е само да ја чистите, не сакаме ни една коска. Сакаме секоја, да речеме, флекица на рибата да има свој карактер, да не биде кашеста структура на крај. Меѓутоа, тоа се да биде убаво зачинето, убаво помешано со икра. Можете малку масло да додаете, оставаме на вас кој тип на масло ќе употребите. Нормално тука е сол, бибер, оставаме некој, можете да користите тревки кои што ги има природно околината на галичица, меѓутоа не сакаме зачини кои што не се вклопуваат во концептот. Дали е јасно? Дали сме спремни за надпревар? 35 минути почнуваат сега! А според миризбата во училиштето нешто со риба. Така. Би требало да го отвиме, се надевам дека ќе биде вкусно и интересно. Јадам риба, обожавам риба на било кој начин. Општо и месар сакам месо. А и пака ако размислам, нема некој јадење што не би го пробал и ако знам дека се јади, би го јадел. Има некој мирис на лукче малку. Се надевам дека макало го игра така. Александар, како е? Добро изгледа. Земете во вакво. Сега веќе мора да биде добро. Во пластична ваква ќе ви биде полесно. Да.
Добро. После. Повели? Рано е уште, имате уште треба да ставате, да. Се уште количински да добиете, после водата. На крај. Да. Многу слабо ова. Не блендира. Нема сила. Малку. Масло. Слободно. Една главица лук може да стои околу 250 минути. Винем, Значи да не го штедам, јас мислам. само пополека, најбитно е да века Да. почеток да пати. Тоа ќе пати, после можеш послободно. Може вода сега мислам. Мислам дека може вода да. Рано се вода почне со Вода е масло. лимон стави, Да, ќе додадам, Стави но малку, сакам да. малку да го пополека почнеме со сакам малку да масло. го омекнам. Со оглед на тоа што мислам дека сме се уште во предјадења, мислам дека ќе биде некој традиционален македонски повторно рецепт, кој што ќе биде невообичаен, нема да биде нешто обично. Се надевам дека ќе биде повторно некој предјадење во кое што ќе содржи нели некои специфични состојки. Не знам, меѓутоа мислам дека нешто дека ќе биде основа лук, како што гледам, а за другото понатаму не знам стварно. Многу е малку лук, ставете што малку лук. Супер, тоа е. Уште лимон, уште зејтин. Слободно. Ставе масло пополека. Масло пополека. Само пополека, нема се много. Одлично. Некако многу ми работат блендериве. Дали им спомнавме да внимавате на температурата? Блендерот пребрзо прави висока температура. Да. И тоа им го спомнавме, само да не заборавиме. Вода мислам дека може. Пас, уште треба да се сгусти. Да. Подсврста уште. Тука имаш идеално. Овде имаме на добар пат, да? Македонска кујна може би сакала да е нешто што во него има компир, затоа што до сега, освен во руската салата, во ништо не сме употребувале компира, има толку многу начини на подготовка. Но освен тоа може би нешто со пиперки, печени пиперки, полнети пиперки, некое такво наше традиционално. Денеска од македонска кујна што не би сакал да готвам, еве да речеме чомлек, затоа што зима долго време. Одзима долго време како рецепт. Тоа е сепак главно јадење и се надевам дека нема да биде денеска тоа. Ако влагам у кондиторија, да речеме, некои торти или такви кај што има красење, исто не би сакал. Овој звук веќе ми се допаѓа. Сега е во безбедна зона. Наистина блендер. Многу е јак блендер малку. на стара. Зејтин, ќе малку лимон и зејтин проложи. Ставих малку лимон уште. Пак. Уште малку да ставам. И бил. Добар се. Добар се. Ставе масло само пополека да не го загрееш. Тоа е зејтин. Масло, толкова, ше малце. Горе-долу, значи. Дека привршимо. Малце тимска игра, више надпреварувачи, така? Положи. Позајмете блендер, помогнете, нешто. Вашиот успех Ако сакаш измива малку. нека биде заеднички успех. Тоа е најдоброто во кујната што може да го научите. Смени го. Зејтин, лимон. Тури слободно. За да го изблендирам. Паќе, паќе. Име? Дај да смени. Да? Чекамо. Чекај. Тоа е што тој не го фаќа? Не.
Така одма, така, тоа е тимска игра. Браво. Јас од почеток почнав Малку зетин поише, Александар. Така. Додавај и малку менувај ги движењата, малце горе-доле оди. Али внимавај да не го прегрееш. Имам правено макало, но на начин што е доста неконвенционален, односно со леп, со масло и со лук. Не знам денес како ќе биде предизвикот, но така го имам јас. Во Прилеп сигурно има 1000 начини на правење макало. Прилепчани се познати по инвентивноста, во сиромаштијата, можам да кажем. И има и 1000 начини на кои што можеш да направиш макало и мислам дека се надополнуваме и дека во цела Македонија има различни приготвувања на истото јадење, различни пристапи, различни состојки, но не би одвоил едно да речем дека ми е најдобро во однос на другите. Најмногу сакам би рекол за толчени пиперки, дека се едно од најдобрите макала кои би сакал да ги консумирам, а и да ги го граф со ребра. Тоа денес ако можем да кажем. Одмори го малку. Многу претега нека. Одмори го малку, остави го. Остави го, одмори го малку, земи со рибата, продолжи си, само извади го. Ето, Малце, тргни го на страна тука. тука си полека. Малце масло, не, поише масло, Лиле, поише масло. Поише масло, малце водичка, малце лимон. Дека не се врзе. Приме малку вода и добар. Ставај масло, тоа ти е малку масло. Ставај. Добро, малце по-густо треба, ама задоволително. Само размислувај тука со што ќе извадиш, каде ќе ја ставиш. Има време. Нека одмори блендерот, значи продолжете си со другите намирници, после може да се вратите на макалото. Јас. Не знаев дека воопшто има рецепт кој што може да ја прави пастрамката, да биде како салата и да биде на парчиња. Во моето познавање да се имав јадено само цела пастрамка. Мислам филетирана или печен. Мислам дека најмногу трема имав со чистењето на пастрамката, поради тоа што имав трема дали ќе има коски, дали ќе нема коски и се тоа, но после тоа мислам дека се ми одеше онака добро. Да не се залепи. Можеш да го одмориш малку, извади Не е лошо да има вода да чуваш. стави ги внатре. Да, и продолжи после, ама фати си со рибата и ставиш икрата за да имаш време. Имаш време, ама? Кај ти се за дегустација лажичките? Ги дадов прескок со готвењето, ама ќе пожелам. Лимон ставиш? Ставиш и лимон и зејтин. Зејтин. Да, масло. Водичка малку добро. Не гледаш водичка. При крајот водичка. И многу малку. Горе-доле Да, тоа блендерче, од тоа ќе ја така. добиеш премастата се случи. Не, ништо не е толку, ама. Ако не одмори го тоа, фати ја рибата, после ќе продолжи при крајот. Добро. Горе-доле со блендер. Тука е негде. Самиот звук ти кажува, колега сега да него не е лошо. Денес јас, како љубител на макало, би направила макало по стари начин во Македонија како што се прави, а не со додатоци, со сервирање други. Чисто како макало и вкусот да биде за душа, која ќе пробаат жири комисијата стварно да осетат македонски вкус, специјалитетот макало. Јас имам пробано во македонски брод во село Тополница кај баба ми. Најсладко во животот. И од тогаш почнав за слави, за Свети Никола, дома имаме слава. Така посно да си го припремам како макалце. Можевте да ги истресете рибите баш традиционално, и тоа и се вика тресена. Кога е идеално испечена, се фаќа за опаш и месото само паѓа од
коската. Немој да не го прегрееш. Ја мислам да го одмориш малце. Така е, одмори го малце. Добро е, на добар пат сте сите. Уште е 14 минути, имате време, не брзете многу. Рибите се веќе испечени. Сечењето, као што имавте обука, канџата, сакам да видам канџа сечење, така е. Не сакам никој да се повреди. Тоа не е добро. Тоа не е. Имаш две варијанти. Едната е да почнеш од почеток со нов лук, а тоа да го користиш наместо масло. А втора варијанта е да пробаш со неколку чешниња лук во тоа да го врзеш. Ма водичко додадов и се раце. Па, после првата епизода си реков дека барем до третиот круг. Сега уште се надевам барем до третиот круг. Не сакам кога ќе си дадам многу големи очекувања за себе. Сакам кога ќе имам помали очекувања и после ќе ги надминам. Подобро се осеќам. Ако ја поминам оваа епизода, најверојатно се гледам во моje мислење се гледам во финалето и сепак тука и среќата и умешноста ќе кажат кој ќе биде најдобар од нас. Така да мислам дека се гледам во финалето. Димеја, мислам дека го имаат најтешкиот предизвик. Да направат мала количина од охридското макало. Да. Реално тоа е да кажам, типаво. Посебно и со блендер, за брзо време се грее смесата. Ја некој дел и не фаќа блендерот на секаде. Како буквално и за сите други јадења, нели ние во кулинарството, ако правиш на поголема количина, некако е поедноставно, а одговорноста е само поголема. Дека оваа количина можда ќе беше најинтересно да ја прават со аван. Со аван. Ама временски многу. За гледачите им ја покажеме техниката и да одгатнеме онаја дилема дека макалото имало јајце. Значи по принцип охридското макало во Охрид и во Струга секаде каде што се служи е посно макало. Значи немаме јајце, немаме павлака, немаме други оние мрсни компоненти внатре. Масло, лимон, лук. Тоа дека не ја послужи? Тоа ми беше целта. Емисијата да едуцира, да се види дека тоа макало основата е. Сега има варијанти, некој ако сака може јајце да се додаде. Значи додаваат и други работи во макалата сега. Така е. Мислење твое за овој увозен лук од Кина, како се покажал? И не е само од Кина, и од други земји доаѓа. Иран. Да, Иран, Турција. Многу од тој лук е буквално индустријски, значи не е далеко од онај аромата е поинаква. Сега сите тие се доста структурата на самиот лук е доста поводлесна. И не е многу за макало. Што посув е посува структурата, тоа е полесно и побрзо ќе врзе макало. Да, лукот за разлика од кромидот има мислам дека 4 пати повеќе суви материи, а камоли кој е добро узреан да кажеме стар лук, оној што го викаме, само да не е изртен. Тоа кажам и тој состав на пектин кој го нели кога го чистиме лукот ни лепи на раце. Лепи, така е. Токму тој е составот кој ни е потребен за макалото. Во моето надпреварување се гледам дека можеби до средина бих стигнала, зашто сигурно има подобри играчи од мене, надпреварувачи, така да можеби до средина би успела. Секако ќе дадам мојот максимум и во креативност, и во готвење, и во време да се вместам, и во све. За да ги изненадиме жирито. Дали можеме да ги спомнеме спонзорите, дали можеме да се заблагодариме на Рамстор, што го прави ова шоу да биде се подобро и поинтересно, да се благодариме на Президент, да ги поздравиме нашите добри пријатели од Халкбанка, да не заборавиме Мак Петрол, голема благодарност за Мак Петрол, винаријата Камник, компанија Фонтис, неизбежен дел од ФД Кулинарското училиште, Подравка, Витаминка и во денешната епизода сакам специјална благодарност до Рибо Комерц. Да ги поздравам нашите пријатели од Рибо Комерц,
кој што ви ја овозможија оваа супер свежа пастрмка и голема благодарност до Рибо Комерц. И што ни помогнаа да најдеме икра во овој период на годината кај што е квалитетни намирници од таму може да се набават. Само едно мало подсетување, 8 минути, да знаете кај сте. 8 минути до крај. Секогаш оставајте, кој што рековме, 2 минути за средување, за чистење и за сервирање. Доволно мишење. Почне со икрата. Уште 8 минути, драги мои. Икра сум конзумирал, но не сум ја готвел. Сум голем мераклија, да кажам, на такви во наводници чудни храни. Икрата, трикот беше да ја варам 3 минути во цедалка за да можам брзо да изреагирам кога ќе биде готово. Ми помогнаа малку и судиите во однос на тоа. На крајот малку се заборавив со времето и имав многу малку време да ја подготвам, да ја подготвам чинијата и изгледот на моето јадење. Реално не видов нешто тешко во правењето на тресената пастрмка. Пастрмките веќе беа печени, добро печени мора да бидат. Може би чистењето на коските, една коска ми избегала, па ја фати филм. Пали малку либо препажата. Стави го. Да. Како што е така ќе го. Не знам зашто долниот дел. Оди со ова. Земи си тањер како што мислиш. Кажи, Лиле, кажи. Не си ми нешто почната спремна, некако ми каскаш цело време со... Значи, пред да почнете, имате доволно време да замислите од старт. Имате доволно време да си ги подготвите станиците. Доволно време да го визуализирате најпрво во глава, вашиот дизајн, вкусот, отприлike да го замислите, све да замислите. Ве молам, 3 минути. И не заборавајте на крај да ги оставите станиците чисти. Како ви оставаме, така ни оставате. Златното правило на кујната, Диме, Како сум остил, така да најдам. Прва смена на втора смена. Нити било, нити ќе биде, меѓутоа се стремиме, знаеме дека тоа некогаш и се случува. Имаш доволно време малку да се потрошиш. Да се изненадиш. Кога ќе се изненадиш од универзумот. Кога е невозможното старало возможно. Како поминуваат сезоните, у Охрид се потешко е да се најдат луѓе. Како и сегде. Не е и Скопје далеку од тоа. Реално. Вчера со Благоја малце зборувавме на таа тема и ми рече, вика, абе Филип, вика, од секогаш било тешко да се најдат луѓе. Он уште 74-та Ако почел збориме за работа професионален во Палас. кадар, од секогаш било. Од секогаш, вика, Да. бил уште у Палас, со Љупчо Пеливан, кога го отворил Палас, вика, беше проблем да се најдат луѓе. Да, така. Нешто со што ја не се сложувам комплетно, али мораме некој ден да се собереме така и да поразговараме. Не се сложувам дека било толку тешко. Тоа биле тогаш државни фирми, секогаш си имало на располагање Тука вишак били работен, на кој потребно ќе се и школите за гостителство, факултетот произведувале. Да. Произведувале и одма. Кој за жал на денешно време се помалце и помалце има студенти и средношколци кои се во оваа бранша, али се надевам и работа име на тоа да се зголеми бројот. Ај овој дел да си направиме една реклама, еве да ги поканиме сите заљубеници во нашата професија. FJ Кулинарското училиште нуди едукација за сите. До усовршување, едукација од нула, готвач, пекар и сладка. За сите заинтересирани, контактирајте не, ќе најдеме начин да ве направиме професионалци во нашата професија. Ето така. Уште минута, па и помалку од минута. Диме ќе ви одбројува денеска како домаќин, како веќе домаќин, веќе си трета епизода. Ја ќе одберам вино. 30 секунди. Злате, пази на хигиена. Петнаесет. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Раце горе. Тоа е тоа. Браво! Епа, надпреварувачи, да почнеме со дегустацијата. Ален, повели. Благодарам. Повелете. Кажи ни збор два за твојата креација. Па, креацијата дојде адхок, заради тоа што времето беше кратко, а пастрамка на ваков начин правам прв пат. Имав малку проблем со макалото заради тоа што блендерот ми ги фаќаше лупчињата внатре на почеток, но со додавање полека на масло мислам дека добив добра конзистенција на макалцето. Другото, испржив малку кромит со сува пиперка за да додавам во тресената пастрамка. Ги сварив икрите и ова е резултатот. Денешниот рецепт изгледаше доста интересно како концепт и ми се допадна концептот што ни го дадоа судиите за готвењето и припремањето на рецептот. Ми се допадна тоа што прв пат правев тресена пастрамка. Може би сум направил некогаш нагрешка кога сум ја препекал нешто. Но прв пат ја правам на овој начин со пражено кромиче и со сува пиперка. Исто така и со икра. Мислам дека беше добро на вкус, може би малку премалку сол ставив, што е многу нетипично за мене. А инаку сум задоволен општо. Людмила, повели, Повелете. презентирај ни. За вас приготвив тресена пастрамка и охридско макало на традиционален начин и креирано по мој вкус. Се надевам дека ќе ви се допадне. Со макалото имах малку така некако што треба, али се надевам дека на вкус добро ќе биде. Фала. Макалото ми беше најтешко, тоа што не ми изгуснуваше одма и не се напре консистенцијата така така како што требаше да биде. Прв пат правам макало. Иначе се е купешко. Икрата не ми беше тешко да ја подготвам, бидејќи претходно имам варена еднашка. Като цело не ми беше тежок предизвикот денешниот. Се снајдов добро, мислам, и креацијата е секако во мој стил, така да таму почти и нема мутка, нема и да имам сигурно. Се надевам и за напред. Така долга, убаво и така ми дојде во главата одма дека рибата добро би изгледала во тој тангер. И Сара. Денес исто ја за вас подготвих охридско макало и пастрамка. Од охридското макало сум многу задоволна како ми излезе. Иако прв пат ги пробам и двете јадења, се надевам дека ќе ви се допадне. Искрено да бидам, денешниот рецепт не ми беше тежок. Најтешко ми се виде на крајот сервирањето, затоа што имав една идеја и потоа сватив дека сепак идејата не е доволно добра, изгледаше лоша, па во последните минути мораше да сменам во начинот на сервирање и тоа некако најмногу ме потресе, да речем. За денешното макало немав некој особен проблем, уште од почетокот се одеше како што треба, дури и подобро од што мислев дека ќе оди, така што со макалото немав никаков проблем. Мислам дека излезе одлично. Дали мислите дека сите добро ви се изчистени рибите? Се надевам. Немаме рентген. Добро. Значи не ни давате коска да ни залетне. И се пак Да внимавајте. пробаме. Се пак внимавајте. Жвакајте. Да пробаме. Жвакајте после. Да пробаме, нека се среќам. Ајде, почнеме од Сара.
Интересно. Доволно за растурење. Кога да си имал калап, каже, оригиналната верзија на риба. Ali една јака коска, јака. Баш е. Варно јака риба малку. Да, мала може да се сериозно вењачка. Пољуто. Ви благодариме. Макалото ми беше тешко, да, зашто не сум го правела и ми беше тешко за тоа што не сакаше да сгусне. Не знах што да му направам и морах совет да му чефовите да побарам. И така да испадна добро. Прилично солидно добро. Дома сигурно би пробала, да. Сигурно би пробала, за да не купувам. Да направам макало. Најтешкото во правењето на макалото беше тоа што блендерот не можеше да ги дофати добро лукчињата на почеток, но со додавање на масло успеав да фатам малку од лукот за да почне да емулзира и да добива добра текстура. Па мислам дека бев близу, немав време на крајот за да му дадам уште едно миксирање за да биде погусто. Мислам дека бев 85% до саканата текстура. Со икра никогаш немам работено до сега, ниту пак мислам, тоест имам пробана икра, но не знаев ништо, никако се готви, никако се припремува, никоја боја треба да биде. И бев искрено изненадена дека има и икра следењето, бидејќи знам дека не е во сезона. Ама супер што имав прилика за да готвам со икра. Останувато ще Лилјана и Александар. Повелете, пристапете. Лилјана, повелете. Збор 2 за тоа како ви испадна креацијата. Прв пат правам охридско макало и растресена пастрмка. Сум јадела негде на некоја свадба као десерт. Предјело, меѓутоа за прв пат, искрено да кажам, и као вкус и као се. Ми се бенди са мене сега. Дали мислите дека добро ја зачинивте? По моје да. Вие ќе кажете како суди и како комисија. Денешниот ден ми беше предизвик. Прв пат во животот правам макало и растресена пастрмка имам еднаш пробано во живот, кога сум била уште дете. Така да се за мене беше ново и прв пат. Александар. Растресена пастрмка, макало, многу пати правено, овој пат за жал не ми е неуспешно. На кратко ќе ти се уфрлам, ќе те прекинам, извини. Вчера имавме една ситуација каде што од проблем направивме многу, како да ти кажам, предност, многу голема предност. Имаше макало што технички беше водлесто, меѓутоа беше така добро презентирано во две варијанти. Две варијанти. Со движење, она баш, знаеш, она која ќе даеш движење на... Пробав и јас тоа и сакав, ама нема време. Мислам дека Емилија беше. Да. Така да не е ова катастрофа да се случи, вкусот е таму, вкусот е таму, на сите нивци има случај. Јас сум... Јас сакав, така ми беше планот и во помало, нели, и прашував за тоа да биде и зачинато, дел од него, дел да биде вака стајано на Вкусот на макалото ти е погоден, значи Да. и на сол, и на лимон. Благодарам, меѓутоа ете текстурата не е... Да. Тоа е тоа. Добро, се случува, кажав јас уште на почетокот дека многу пати се случувало да се пресече макалото. Се Нема надевам сам да ви дам мора на совет, почеток. во иднина, некогаш техничкиот проблем што ќе ви се јави,
да размислувате, да го искористите Да го како употребите, предност, јасно. да не се види пред јавноста, пред судиите, пред секого. Ете така, ти благодарам. Иако многу пати сум правил макало, овој пат по текстура, судиите рекоа по вкус дека е добро, меѓутоа по текстура по мене катастрофа. Така да тој ми беше дел кој што мислам дека кикснав, условно кажам, на тој дел. Најверојатно од самиот почеток пребрзо го матев, од желба за побрзо да испане добро макалото и после тоа не можев да го досегнам до крај како што треба. Иако во еден дел беше добро, сакав да го подобрам и се направи многу лошо. По мене. Иде малце, ми каскаше денеска. Или коска да ми најавам. Со зачинот сме скарани, Става, овој пат стварно се трудев и тоа ми е од сам старт влечок. Малку возраста, зашто изгледа сега некако. Самите зрнца, кога ги пробав, не беа мекички, него не ми пукаа зрнцата од икрата. А зошто не ми пукаа? Затоа што прв пат го правам. Вкусот исто ми беше добар, пробав. Одлично беше за мене на вкус, бидејќи прв пат ја јадам тресената пастрмка. Пастрмки сум користела црвена, бела, меѓутоа овој тип на пастрмка вкусно ми дојде мене лично. Мене убаво ми беше. Икра, да, имам и правено и плескавици од икра, меѓутоа не знам оваа каква беше искрено. Од крап, да, имам спремно. По тоа ја што пробав, мислам дека беше во ред. Сега овој начин на спремање на икра не сум го правил, односно ова беше чисто само така наречено бланширана, подварена малку. Мислам, ја пробав, мислам дека беше во ред. Во ред надпреварувачи, ве молиме пристапете. Стручното жири пресуди. Сара, Људмила, пристапете. Јас би рекол, имавте најдобри креации. Ви честитам, искрено. Среќен бев од техничката подготовка до вкусот, до сервирањето. Сара, следен пат те молам, има идеја од старт, што ќе правиш и како ќе ти оди порцијата. Али има ја идејата визуелно до секој најмал детал. Одлично подготви, сервирањето беше на добар пат да направиш катастрофа, меѓутоа на крај пак излезе нешто што е прифатливо. Супер беше све, добро зачинето, вкусно, не може да се дојадам. Људмила, исто и за тебе. Тебе ти беше подобра визијата од старт, технички беше за нијанса малку послаба од Сара, меѓутоа генерално имавте најдобри две порција плюс. Секоја чест и само продолжете така, коригирате ги овие совети што ви ги даваме и мислам дека сте на добар пат. Ви благодарам. Искрено да бидам, се надевав, затоа што претходните две емисии ми беа малку послаби, односно не бев задоволна со себе и денес што од дома дојдов со мотивација дека ќе бидам одлично. Денешниот предизвик добро беше, ми се допадна. Мислех дека се отпадна, мама, ете,
не отпаднав. Чим добро ме оцења, веројатно и добро се справив, сигурно. Идемо дале. Се надеваме на уште успеси. Јас ќе ги повикам Ален и Александар да истапат. Вие двајца, иако и двајцата имавте малку проблеми со макалото на почеток, до некаде се снајдовте, до некаде не. Ги споделивме грешките кои ги направите со вас. Кај рибата фалеше малку зачин, но може да соопштам дека и двајцата одите понатаму. Вие сте златна средина, не сте елиминација, не сте по најдобри, но златна средина и одите понатаму. Па задоволен сум и со златната средина, мислам дека Солта ми пресуди во случајот за да бидам на тоа место. Честитки на Сара и на Људмила за одличните рецепти кои ги изготви. Мислам дека не ми менува многу дали сум во златна средина или сум проф, се уште е рана фаза, сакам да бидат по предизвикувачки, да кажем, рецепти, за да можам да покажам тоа што знам, а инаку, реално, во моментов сакам да се натпреварувам со себе и да напредувам во вештините и во тоа како ги изведувам задачите. Следно, ќе се трудиме да ги направиме во рамките на времето што подобро рецептите и советите од судиите нормално да ги запазиме, односно кај мене генерално е проблем, се провлекува уште од самиот почеток, слабото зачинување на храната. Ќе гледаме да биде во иднина што подобро. Јас сум денеска тој што мора да ви соопштам дека вие одите во елиминациона фаза. Значи, ги увидовте грешките од стартот. Макалото ви одзеде многу време. Тука до некаде ќе опростиме еден мал дел, значи, али техниката на правење на макалото ви беше од старт погрешно. Значи, дотуривањето на големо количество на вода ви пресуди уште во стартот. Рибата беше како што ви кажав на стартот, мора да внимавате да не дојде како мелено месо. Треба да ги имаме парчиња на риба. Значи беше како буквално како тесто. И фалеше зачин. Тоа можам да кажам. Сигурни сме, Лиле, дека можеш подобро. Некако не ти беше денот. Од старт беше со организацијата слаба. Гледавме што е можно повеќе ја помогнеме. Видовме малку и тимски игра од Људмила, сакаше ја помогне со цедалка. Ве молам во иднина, ова нека биде совет. Од старт проверете си ја станицата, што имате од алатки, замислете си го процесот на техничка подготовка до самиот крај, од старт до самиот крај, што помалку трчате, тоа подобро ќе оставите и подобар рецепт ќе направите. Сите ние можеме да ви кажеме дека на чиста кујна, организирано и све шум, се прават најдобрите рецепти. Сите имаме лош ден. Мислам дека не ти беше денот, Лиле, од старт некако беше растргната, растрчана, каскаше малце назад. А сите веруваме дека можеш многу подобра изведба на било кој рецепт да направиш. У елиминација фокусирај се и внимавај на организираност. Од мене тоа. Злате, фала ти. Фала, Лиле. Јас сум стара генерација, мора да издржам. И понатаму ќе учествувам со желба да освојам една од помалите награди. Не најголемата, помалите. Меѓутоа сакам да учествувам, имам желба да готвам и дома готвам. Ви благодарам на сите што сериозно го разбравте денешниот предизвик. Видовме сериозна техничка подготвеност ваша, значи едукацијата допира до вас, тоа е добро. Као што рековме и на самиот почеток, оваа емисија има за цел да едуцира, да насмее, да растажи, да создаде малку драма, меѓутоа пред се да ја представиме македонската кујна во светло како што заслужува, па и балканската кујна, па и понатаму и сите интернационални кујни. Вие бевте на ниво на задачата, сакаме голем аплауз за сите вас.